снукер се занимавам од 2012-2013 година поактивно. Со тоа што претходно имам играно билјард. Билјардот го започнав така од друштво, па полека дознав каде се игра кај нас во кои клубови посериозно, попрофесионално. За подоцна, откако пробав снукер, да кажам, баш пробав, се заразив, едноставно полека се префрлив. Веќе во 2015 година скрос го остави билјардот и само снукер играв. Од секогаш сум склон кон спортови кои што бараат екстремна прецизност, екстремна точност и многу дисциплина. Респект, ова све што го набрав го има во снукерот, така што едноставно ме привлече тоа и еднаш кога ќе го пробаш, после тоа доаѓа таа љубов и останува за секогаш. Во најголемо сеќавање ќе ми остане дефинитивно првиот интернационален пехар кој што го донесе во 2017 година кај нас. Тоа беше од турнирот во Бугарија Classic Open, игра најдобрите играчи од Бугарија. И бев во тесно финале со еден од нивните најдобри играчи, 4:3 победив и го увезовме на граница, не прашаа дали имате нешто да пријавите, ја реков да имам да го пријавам првиот пехар и беше многу интересно тоа, секогаш ќе го паметам. Снукер заедницата на активни играчи брои околу 30-40 некаде, од кои 10-15 се нови играчи од последниве 2-3 години. Има многу млади деца што многу ме радува, што ги дистанцира од технологијава, малце од ова забрзано општество и доаѓаат малце во реалноста со ваков спорт. Снукер маси има негде помеѓу 5 и 10 во моментов. Овде во нашиот клуб имаме 2, имаме во Охрид една маса, приватни во Скопје има уште 2, во Делчево знам, исто така имаме најава дека во Битола има снукер маса наскоро, во Гевгелија и можеби во Тетово. Така што расте бројката постојано, популарноста на спортот дефинитивно расте. Да, значи во 2017 година тројца од нас, јас и двајца мои колеги, земавме обука од Европска федерација и конечно во 2020 година добивме лиценци, така да имаме сега лиценци за тренирање и имаме околу 10 нови млади деца кои што ги тренираме постојано. Сега за време на пандемија во намален капацитет, меѓутоа се движи работата на напред, отворени сме за нови кои сака да проба нешто ново, може слободно да не контактира, достапни контактни информации има на snooker.mk, така што има простор за нови и идеме напред, имаме услови конечно. На Балканот снукерот е во доста голем подем, кај нас мислам дека најбрзо се развива. Бугарите се во моментов на прво место по квалитет на играчи, па богами по бројка на играчи. Во моментов србиве некаде се блиску до нив. Албанците исто така се многу развиени, иако немаат голема бројка на маси. И во Босна се игра премногу снукер во последно време. На Балканот има дефинитивно голем напредок, се проширува спортов. Имавме едно до сега балканско официјално првенство во 2018 или 19, не се сеќавам тука на крај на почеток на година, каде што освоив 5-то место јас лично, учествувавме тројца од Македонија. Значи на Балканот сум задоволен како се движат работите и ние како држава супер одиме напред. Како двете, дефинитивно како двете, со тоа што ќе тренирам додека можам да зборам, ќе играм додека можам да одам. Снукеров е нешто што еднаш ако го пробате и ако дојдете во голем сенс од тоа што го правите, ако го чувствувате, едноставно е нешто што го уживате и надпреварувачкиот дух ако го имате, едноставно ќе го играте за секогаш. Така што дефинитивно со двете, спремен сум за тие што се исто така спремни за да пробаат нешто ново, да им додадам цело тоа знаење што го имам до сега стекнато, така што со двете паралелно продолжувам понатака.